ми на крај памет дека може тоа мене да ми се случи и јас тоа да го преживувам, знаеш, да имам една така, не само јас, моето дете има голема траума што е за цел живот нека будала таму. Но знам па од друга страна да ги се соочам сега со децата кои што ги учам и да може да го соопштат насилството кој што им се случува реално секојдневно врсничко или било какво, да ги учам да го препознаат, да препознаат. Ако нешто е најважно е неќутењето? Најважно е да се зборува. Значи, најважно, да не се плашат да кажат. Да, ако мене мина, не ми го соопштеше тоа, јас ќе мислев дека само некој чичко и пришол и дал пари за сладолед. Значи, ќе мислев дека не. Таа беше на викенд кај татко и се ми кажа. Тој дури беше толку изваден од памет што он немаше доразбрано што е целата идеја. Само рече дојди земја, јас ја земав, само што влезе во кола мина ми каже дека одиме во МВР. Мене се ми беше јасно. Не знам како. Јас немав претходно искуство, знаеш. Не знам како. Просто веројатно тоа е инстинкт. Океј, добро знам, одиме. Јас 25 минути ја барав полициската станица во Карпош. Јас знаев точно, тоа беше на 2 минути од мен. Од шок, адреналин. Но се научив да се борам јас, се научив дека јас морам да сум храбра, за да биде детето храбро. Не заборавај дека и Кирил беше сведок на тој, Кирил си имаше своји, беше сведок на се тоа и слушаше и гледаше и преживуваше. Така да многу се тие работи. Нешто многу ме погоди кога многу брзо после тоа откако се донесе таа пресудата за педофилот, многу брзо беше и колата. И тоа ми беше еден излез да можам и да се пошегувам на моја сметка, просто да земам воздух и да речем океј, добро. Ама се случи пожар. Значи јас сум со сите елементи на вода, земја, оган, се ја манипулирам, тоа све имам.